Поахавалата смрт Моав се побуни против Израел, бидејќи Охози беше паднал низ прозорската решетка на својата горница во Самарија и се повреди, испрати пратеници на кои им рече: одете, прашајте го Ваал-Зевул, акаронскиот бог, дали ќе оздравам од оваа болест. Но Господовиот ангел му рече на тесвиецот Илија: стани, оди во пресред на пратениците на самарискиот цар и речи им: Зар нема Бог во Израел, ќе одите да се советувате со Ваал-Зевул, акаронскиот Бог? И затоа Господ вели вака: нема да слезеш од постелата во која си легнал, без друго ќе умреш. И Илија си отиде. Пратениците се вратија кај Охози, а тој им рече: што е тоа што веќе се вративте? Тие му одговорија: не сретна некој човек и ни рече: одете, вратете се пред царот кој ве испратил, и речете му: Господ вели вака: зар нема Бог во Израел, да си испратил по совет кај Ваал-Зевул, акаронскиот бог, затоа нема да слезеш од постелата во која си легнал, туку ќе умреш. Тој ги праша каков беше на изглед тој човек кој ве сретна и кој ви ги рече тие зборови, а тие му одговорија: тоа беше човек во кожув и со кожен појас околу половината. Тој рече: тоа е Илија тесвиецот. Тогаш му го испрати 50-никот со неговите 50 мина и тој отиде кај него и откако го најде каде седи на врвот на брегот, му рече: Божји човече, царот нареди, слези. Илија одговори и му рече на 50-никот: ако сум Божји човек, оган нека слезе од небото и нека те проголта тебе и твоите 50 мина. И оган се спушти од небото и ги проголта него и неговите 50 мина. Царот му испрати друг 50-ник со неговите 50 мина, а тој кога дојде му рече: Божји човече, царот го заповеда ова, слези бргу. Илија му одговори и му рече: ако сум Божји човек, оган нека слезе од небото и нека ве проголта тебе и твоите 50 мина. И оган се спушти од небото и ги проголта него и неговите 50 мина. Царот испрати пак 50-ник и неговите 50 мина. Третиот 50-ник дојде, ги свитка колената пред Илија и го замоли вака: Божји човече, мојот живот и животот на овие 50 твои слуги нека биде скапоцен во твоите очи. Оган се спушти од небото и ги проголта обата 50-ници со нивните 50 мина. Но сега барем мојот живот нека биде скапоцен во твоите очи. Господовиот ангел му рече на Илија: слези со него, не бој се. Тој стана и слезе со него пред царот. И му рече: Господ вели вака: затоа што му праќаше гласници на Ваал-Зевул, акаронскиот бог, по совет, не ќе слезеш од постелата во која си легнал, туку ќе умреш. И умре според Господовото слово кое го објави Илија. А Јорам, неговиот брат, се зацари место него во втората година на Јорам, синот Јосафатов, јудејски цар, зашто оној Охози немаше син. Другите дела на Охози и се што направи, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Еве што се случи кога Господ го вознесе Илија на небо во виор. Илија и Елисеј тргнаа од Галгал. И Илија му рече на Елисеј: остани тука, зашто Господ ме праќа до Ветил. Елисеј одговори: жив ми Господ и жива ми твојата душа, јас нема да те оставам, и слегоа до Ветил. А пророчките синови кои што престојуваа во Ветил му излегоа во пресред на Елисеј и му рекоа: знаеш ли дека денес Господ ќе го земе својот господар на твојата глава? Тој рече: и јас го знам тоа, молчете. Илија му рече: Елисеј, сепак остани тука, зашто Господ ме праќа во Ерихон. Ама тој одговори: Господовиот ми живот и твојот, јас нема да те оставам. И влегоа во Ерихон. Пророчките синови кои што живееа во Ерихон му придоа на Елисеј и му рекоа: знаеш ли дека денес Господ ќе го земе твојот господар на твојата глава? Тој рече: и јас го знам тоа, молчете. Илија му рече: сепак остани тука, зашто Господ ме праќа кон Јордан. Ама тој одговори: Господовиот ми живот и твојот, јас нема да те оставам. И така тргнаа обајцата, и 50 пророчки синови тргнаа и застанаа подалеку, додека тие двајца се задржаа на брегот на Јордан. Тогаш Илија ја зеде својата наметка и ја свитка и удри со неа по водата, а водата се раздели на две страни и обајцата поминаа по суво. А кога поминаа, Илија му рече на Елисеј: барај што да сторам уште за тебе пред да бидам земен од пред тебе. А Елисеј одговори: духот што го имаш ти нека биде двоен во мене. Илија одговори: многу бараш, ако ме видиш кога ќе бидам земен од пред тебе, ќе ти биде така, ако пак не видиш, не ќе ти биде. И додека така одеа и разговараа, ете, огнена кола и огнени коњи се јавија, ги раздвоија двајцата и го однесе Илија во виор на небо. Елисеј гледаше и викаше: татко мој, Израелева кола и неговите коњаници, и веќе не го виде. Тогаш ги зеде своите облеки и ги раскина на две,
И ја крена Илиевата наметка што беше падната од него, да се врати и застана на брегот на Јордан. Тогаш ја зеде Илиевата наметка и удри по водата велејки: "Каде е Господ Илиевиот Бог?" И кога удри по водата, таа се раздели на две страни и Елисеј помина. Тоа го видоа отстрана пророчките синови кои беа исто од Ерихон и рекоа: "Илиевиот дух остана на Елисеј", и му тргнаа во пресред, се фрлија пред него на земјата и му рекоа: "Еве тука со нас твоите слуги има 50 јунаци, дозволи им да одат да го бараат твојот господар, можеби господовиот дух го однесе и го фрли на некоја гора или во некоја долина." Тој им одговори: "Не праќајте никого." Ама бидејќи тие постојано настојуваа, им рече: "Испратете." И ги испратија 50 мината, го бараа 3 дни, ама не го најдоа. Се вратија кај Елисеј, кој остана во Ерихон, и тој им рече: "Нели ви реков, не одете?" Жителите од градот му рекоа на Елисеј: "Убаво е во градот, како што може да го види тоа и нашиот господар, ама водата е лоша и земјата неплодна." Тој рече: "Донесете ми нова чинија и ставете сол во неа." И тие му донесоа. Тој тогаш отиде кај изворот, ја фрли солта во неа и рече: "Господ зборува вака, ја исцелувам оваа вода, од неа нема веќе да има ни смрт ни неплодност." И водата стана здрава и таква е до денешниот ден, според зборот што го рече Елисеј. Оттаму се искачи во Ветил, додека одеше патем, од градот излегоа деца и му се подсмеваа говорејќи: "Дојди бескосник, дојди бескосник." Тој се обзрна, ги погледа и ги проколна во Господово име, и веднаш излегоа 2 мечки од шумата и раскинаа 42 деца. Оттаму отиде на гората Кармил, а оттаму се врати во Самарија. Јорам, синот Ахавов, се зацари над Израел во Самарија во 18-та година на Јосафатовото царување во Јудеја и владееше 12 години. Правеше што е зло во Господовите очи, ама не како неговиот татко и неговата мајка, зашто го отстрани Бааловиот столб што го имаше подигнато татко му, но се поврзуваше кон гревот со кој Јеровоам синот Наватов го заведуваше Израел и не отстапуваше од него. Миса, Моавскиот цар, беше сточар и му праќаше на израелскиот цар за данок 100.000 јагниња и волна од 100.000 овни. Но кога умре Ахав, Моавскиот цар се побуни против израелскиот цар. Токму во тоа време царот Јорам излезе од Самарија и изврши смотра на сите израелци. Потоа му порача јудејскиот цар Јосафат: "Моавскиот цар се побуни против мене, сакаш ли со мене во војна против моавците?" Јудејскиот цар одговори: "Сакам. Јас како ти, мојот народ како твојот народ, моите коњи како и твоите коњи." И додаде: "По кој пат ќе одиме?" А другиот му одговори: "Низ Едомската пустина." И така израелскиот цар тргна со јудејскиот цар и со едомскиот цар. Скитаа 7 дена, а немаше вода за четите, ни за добитокот што идеше по нив. Тогаш израелскиот цар извика: "Ах, Господ ги повика овие 3 цара, за да ги предаде во рацете на моавците." Но Јосафат му рече: "Нема ли тука Господов пророк за да го прашаме Господ преку него?" Тогаш одговори еден од слугите на израелскиот цар: "Тука е Елисеј, синот Сафатов, кој ги полеваше со вода Илиевите раце." Јосафат рече: "Божјото слово е во него." И израелскиот цар, и јудејскиот цар, и едомскиот цар отидоа кај Елисеј. Но Елисеј му рече на израелскиот цар: "Што имам јас со тебе? Побарај ги пророците на твојот татко и пророците на твојата мајка." Израелскиот цар му одговори: "Не, зашто Господ ги повика овие 3 цара за да ги предаде во рацете на моавците." Елисеј одговори: "Живиот ми Господ над силите, кому му служам, кога не би гледал на јудејскиот цар Јосафат, не ќе ти обрнував внимание, ниту ќе погледнев на тебе. Сега доведете ми свирач." И додека свирачот свиреше, Господовата рака слезе на него. И тој рече: "Господ вели вака: ископајте многу јами во оваа долина, зашто Господ вели вака: не ќе почувствувате ветер, ниту ќе видите дожд, а оваа долина ќе се наполни со вода, и ќе пиете вие, вашиот ситен и крупен добиток, ама тоа уште не е ништо во очите на Господа. Тој ќе го предаде Моав во ваши раце. Вие ќе ги заземете сите утврдени градови, ќе ги исечите сите плодни дрва, ќе ги затрупите сите извори и ќе ги запустите недобрите полиња, ќе ги посеете со камења и навистина наутро, во времето кога се принесува лебниот принос, дојде вода од Едом и ја преплави сета околина. Кога моавците чуја дека царевите дојдоа да војуваат со нив, ги повикаа сите кои што беа способни за оружје и ги поставија на границата. Кога станаа утрото и кога сонцето окреа над онаа вода, на моавците им се стори острана дека водата е црвена како крв
и рекоа, тоа е крв. Навистина царевите се судрија меѓусебно и се погубија еден друг, а сега на грабеж Моавци. Но кога стигнаа до израелскиот логор, израелците се кренаа и ги разбија Моавците, така што овие избегаа пред нив, а израелците се стрчеа за да ги дотолчат Моавците. Им ги разорија градовите, секој фрлаше по камен на најдобрите ниви за да ги наполнат, ги засипаа изворите и ги исекоа сите плодни дрва. Конечно остана само градот Кир Арасет. Праќарите го обколија и го биеја. Кога Моавскиот цар виде дека не ќе ја издржи битката, зеде со себе 700 луѓе вооружени со мечеви, се обиде да се пробие и да дојде до едомскиот цар, ама не успеа. Тогаш го зеде својот син првенец кој требаше да го наследи и го принесе како пареница на зидот. Тоа им се згади толку на израелците та отидоа од нив и се вратија во својата земја. Жената на еден од пророчките синови го замоли Елисе вака: твојот слуга маж ми умре, а знаеш дека твојот слуга се боеше од Господа. Сега дојде заемодавачот за да ми ги земе двата сина и за да ги направи своји робови. Елисе и рече: што можам да сторам за тебе, кажи ми што имаш во куќата. Таа одговори: твојата слугинка нема ништо во куќата освен врчва со масло. Тогаш и рече: оди и позајми од сите своји соседи празни садови, но нека не бидат премалку. Потоа врати се дома, затворија вратата зад себе и зад своите синови и налевај масло во сите тие садови и полните ставај ги настрана. И таа си отиде од него, ја затвори вратата зад себе и зад своите синови, тие и ги подаваа садовите, а таа ги полнеше. И кога се наполнија садовите, таа му рече на својот син: подај ми уште еден сад, ама тој одговори: нема веќе садови, и маслото прекрати. Таа отиде и му кажа на Божиот човек и тој рече: оди, продај го маслото и исплати го својот долг, а од остатокот ќе живеете ти и твоите синови. Еден ден Елисеј поминуваше низ Сунам, а таму живееше угледна жена, и таа го повика при столот. Од тогаш кога поминуваше оттаму, се навратуваше кај неа за јадење. Таа му рече на мажа си: еве, знам и гледам дека е свет оној Божиот човек што поминува од тука. Да му направиме соба на покривот, да му ставиме таму постела, стол, столица и светилка. Кога ќе дојде кај нас, ќе се повлече таму. Еден ден тој дојде таму, се повлече во горната соба и се одмори таму. Потоа му рече на својот момок Гиези: повика ја таа Сунамка. Тој ја повика, таа застана пред него. И уште му рече: кажи, убаво се грижиш за нас, што можеме да направиме за тебе? Треба ли да се каже збор за тебе на царот или на војсководачот? Но таа одговори: јас живеам сред својот народ. Тој продолжи: и така, што да направиме за неа? Гиези одговори: ете, нема син, а мажот и е возрасен. А тој рече: повика ја повика, а таа застана кај вратата. До година во оваа доба и рече: ќе прегрнеш син во преградка. А таа рече: не, господару мој, не ја измамувај својата слугинка. Но жената навистина забремени и роди син во она доба на другата година, како што и рече Елисеј. Детето растеше, еден ден отиде кај таткото при жетварите и му се поплака на таткото: ох, мојата глава, мојата глава! А таткото му заповеда на еден момок да го однесе кај мајка му. Тој го зеде и го одведе кај неговата мајка, остана на незините колена до пладне и тогаш умре. Таа тогаш отиде горе и го положи во постелата на Божиот човек, потоа излезе и ја заклучи вратата, потоа го повика мажа си и му рече: испрати ми еден од момците и една ослица, ќе ја оттрчам до Божиот човек и ќе се вратам. Тој ја праша: зошто да одиш денес кај него? Не е ни млада месечина, ниту е сабота. Но таа одговори: остани во мир. Откако момокот ја насамари ослицата, таа му рече: води и тргни, не задржувај ме патем, освен ако не ти наредам. Таа отиде и дојде кај Божиот човек на гората Кармел. Кога Божиот човек ја догледа оддалеку, му рече на својот момок Гиези: енеа онаа Сунамка. Оттрчај пред неа и праша ја: како си? Дали ти е мажот добро? Дали ти е детето здраво? Таа одговори: здрави сме. Кога стигна до Божиот човек на гората, му ги прегрна нозете. Гиези пристапи за да ја оттргне, но Божиот човек му рече: остави ја, зашто душата и е јадосана. Господ ми крие, ништо не ми објави. А таа рече: зар јас барав син од мојот господар, нели ти спорував да не ме измамуваш? Тогаш тој му рече на Гиези: опаши се, земи го во раката мојот стап, па оди.
Ako sretneš nekogo, ne го поздравувај. Ако некој те поздрави, не отпоздравувај го. Положи го мојот стап врз детето. Ама мајката на детето рече: жив ми Господ и жива е да е твојата душа, не ќе те оставам. Тогаш тој стана и тргна по неа. Гиези отиде пред нив и го положи стапот врз детето, ама немаше ни глас ни одзив. Тој се врати пред Елисеј и му јави: детето не се разбуди. Елисеј влезе во куќата и го најде детето како лежи мртво на неговата постела. Откако влезе, затвори вратата зад себе и му се помоли на Господа. Потоа се качи на постелата, легна на детето, ја сложи својата уста на неговата уста, своите очи на неговите очи, своите раце на неговите раце, дишеше на него да се стопли телото на детето. Потоа стана и се прошета по куќата таму ваму, потоа пак се качи и дишеше на него. А тогаш детето кивна 7 пати и ги отвори очите. И Елисеј го повика Гиези и рече: повика таа сунамка. Тој ја повика. Кога стигна пред него и рече: земи го својот син. Таа, откако влезе, му падна пред нозете и му се поклони до земја. Потоа го зеде сина си и излезе. Елисеј се врати во Галгал, а имаше глад во земјата. И кога пророчките синови седеа пред него, му рече на својот момок: стави голем грнец на огнот и свари им јадење на пророчките синови. Еден од нив отиде во полето да набере зелје, но најде дива лоза и набра од неа полна облека горчливи плодови. Се врати и ги насече во грнецот, зашто не знаеше какви се. Им турија на луѓето да јадат, но кога почеа да јадат, извикаа: Божи човеку, смртта е во грнецот. И не можеа да јадат. Тогаш Елисеј рече: донесете брашно, и го фрли во грнецот и рече: турете им на луѓето да јадат. И веќе ништо не беше штетно во грнецот. Некој човек дојде од Вал Салиса и му донесе на Божиот човек леб од првите плодови, 20 јачмени лебови и зрна во класие. А тој заповеда: дај им на луѓето да јадат. Но неговиот момок одговори: како можам тоа да го ставам пред 100 луѓе? Тој одговори: раздај им на луѓето и нека јадат. Зашто Господ вели вака: ќе јадат и ќе остане. И тој стави пред нив и јадоа и уште остана според Господовото слово. Нееман, војсководачот на арамејскиот цар, беше угледен човек и почитуван пред својот господар, зашто Господ преку него им даде победа на арамејците, ама тој вешт воин беше лепросен. Еднаш арамејците отидоа во грабеж и на израелското подрачје пленија млада девојка, која што потоа и служеше на Неемановата жена. Таа и рече на својата господарка: кога мојот господар само би му се обратил на пророкот што е во Самарија, тој навистина би го ослободил од лепрата. Нееман отиде и го извести својот господар, така и така рече девојката која дојде од Израелевата земја. Арамејскиот цар одговори: оди таму, јас ќе му испратам писмо на израелскиот цар. Нееман отиде, зеде 10 таланти сребро, 6000 златни сикли и 10 свечени облеки. И му го предаде на израелскиот цар писмото што кажуваше: со писмото што ти пристигна, еве, ти го праќам и својот слуга Нееман, за да го излечиш од лепрата. Кога израелскиот цар го прочита писмото, ги раскина облеките врз себе и рече: зар сум јас Бог за да можам да умртвувам и да оживувам? Та овој го праќа кај мене за да го извлечам од неговата лепра. Гледајте само како бара причини за да ме нападне. А кога Елисеј научи дека израелскиот цар ја раскинал облеката врз себе, му порача на царот: зошто ги раскина своите облеки? Оној само нека дојде кај мене и нека се увери дека има пророк во Израел. И така Нееман стигна со своите коњи и со колите и застана пред вратата на Елисеевата куќа. А Елисеј му порача на дојденикот: оди и искапи се 7 пати во Јордан и телото ќе ти биде пак чисто. Нееман се налути и тргна велејки: ете, јас мислев дека ќе излезе пред мене, ќе го повика Господа својот Бог, ќе ја стави раката на болното место и ќе ми ја однесе лепрата. Не се ли реките во Дамаск, Авана и Фарфар подобри од сите израелски води? Не можам ли да се искапам во нив за да станам чист? Се сврте и си отиде лут од таму. Ама неговите слуги му пристапија и му рекоа: татко мој, да ти одредеше пророкот и потешко, зар не би направил? А камоли кога ти рече: искапи се и ќе бидеш чист. И така слезе, се изми 7 пати во Јордан, според зборот на Божиот човек, и телото му стана пак како кај мало дете, се очисти. Тој се врати кај Елисеј и со сета своја придружба влезе, застана пред него и му рече: еве, сега знам дека нема Бог во сета земја освен во Израел. Затоа те молам, прими подарок од својот слуга. Но тој одговори: жив ми Господ, кому му служам, не примам. Нееман настојуваше за да прими, ама тој не сакаше. Тогаш Нееман рече: добро, кога не сакаш, но барем дозволи да ми дадат мене на твојот слуга од оваа земја колку што може да носат 2 маски.
Zašto tvojov sluga nema veke da im prinesува palenici i žrtvi na drugi bogovi osvен na Gospoda, a Gospod neka mu oprosti ova na tvojod sluga. Koga mojot gospodar ќе отиде во Римоновиот храм за да се поклони таму, па се подпре врз мојата рака, тогаш јас ќе се поклонам во храмот Римонов. Господ нека му го прости тој чин на твојот слуга, а тој му рече, оди си во мир, и се оддалечи Нееман и помина дел од патот. Гиези, слугата на Елисеја, на Божјиот човек, помисли, мојот господар го поштеди Неемана, арамеецот, и не прими ништо од она што му понуди. Жив ми Господ, ке потрчам по него и ке земам нешто од него. И Гиези побрза по Неемана. Кога Нееман го виде дека трча по него, му скочи од својата кола во пресред и го праша, дали е се добро? Тој одговори, добро е, мојот господар ме праќа да ти речам, му стигнаа две младци од Ефремовата гора, двајца од пророчките синови. Дај за нив, те молам, талант сребро и две облеки. Нееман рече, земите молам 2 таланта, и настојуваше да земе. И врза 2 таланта сребро во 2 кесиња и 2 облеки, и им ги предаде на двајца своји слуги за да ги носат пред него. Кога Гиези стигна до Офел, ги зеде од нивните раце и ги скри во куќата. Потоа ги пушти луѓето и тие си отидоа. Кога дојде, се јави пред својот господар, Елисеј го праша, од каде Гиези? Тој одговори, твојот слуга никаде не отиде, ама Елисеј рече, не беше ли моето срце со тебе кога некој слезе од својата кола да излезе пред тебе? Сега прими сребро, па можеш да купиш маслинови градини, лозија, ситен и крупен добиток, слуги и слугинки, но Неемановата лепра ќе се прилепи за тебе и за твоето потомство за секогаш. И Гиези се оддалечи од него, бел од лепрата како снег. Пророчките синови му рекоа на Елисеј, ете тесно ни е местото кај тебе, туку да отидеме до Јордан, па таму секој да земеме погреда и да се направиме таму живеалиште. Тој одговори, одете. Еден од нив му рече, благоволи да дојдеш со своите слуги. Тој одговори, ќе дојдам. И тргна со нив. Кога дојдоа до Јордан, почнаа да сечат дрва, а додека еден од нив ја делкаше кредата, секирата му падна во водата и тој викна, ах, господару, и уште беше позајмена. А Божјиот човек праша, каде падна? Оне му го покажа местото, тогаш тој пресече дел од дрво, го фрли на оно место и направи секирата да исплива и рече, извади ја, и човекот ја протегна раката да ја зеде. Арамескиот цар беше во војна со Израел, се посоветува со своите придворници и рече, подигнете логор на тоа место, но Елисеј му порача на израелскиот цар, чувај се од тоа место, зашто арамејците се влогорија таму. И израелскиот цар ги предупреди луѓето за местото за кое му рече Божјиот човек. Тој ги предупредуваше, а царот се пазеше, а тоа стана повеќе пати. Срцето на арамејскиот цар се вознемири заради тоа. Па тој ги повика своите придворници та ги праша, не сакате ли да ми речете кој од нашите му подкажува на царот на Израел? Еден од придворниците одговори, не господару цару, Елисеј, израелевиот пророк, му ги открива на израелскиот цар зборовите што ги кажуваш во својата спална. Тој рече, отидете и видете каде е. Та веќе ќе испратам да го фатат, и му јавија, него во Дотан. Тогаш царот испрати таму коњи, коли и силни чети. Тие стигнаа ноќе и го обколија градот. Наутро, откако стана Божјиот човек, излезе, а ете околу градот стои војска со коњи и коли. Неговиот момок му рече, ах, господару мој, што ќе правиме? А тој одговори, не бој се, зашто ги има повеќе со нас, отколку со нив. И Елисеј се помоли вака, Господи, отвори му ги очите да види. И Господ му ги отвори очите на момокот и тој виде. Гората околу Елисеј сета покриена со огнени коњи и со коли. Кога арамејците слегоа спрема него, Елисеј му се помоли на Господа вака, порази ги со слепило овие луѓе. И на Елисеев збор ги удри со слепило. Елисеј им рече, ова не е патот и ова не е градот. Тргнете по мене, јас ќе ве одведам кај човекот што го барате. Но ги одведе во Самарија. Кога влегуваа во Самарија, Елисеј рече, Господи, отвори им ги на овие очите за да прогледаат. Господ им ги отвори очите и тие видоа дека се среде Самарија. Кога ги виде царот на Израел, му рече на Елисеј, дали треба да бидат погубени, татко мој? А тој одговори, немој да ги убиваш, зар ќе ги убиеш оние што не ги зароби со својот лак и меч? Дај им леп и вода, за да јадат и да пијат, и нека се вратат при својот господар.
Царот им даде голема госпа, откако јадеа и пиеја, ги пушти и се вратија при својот господар. И така арамејските грабачи веќе не навлегуваа на израелска почва. После тоа арамејскиот цар Вен Адад ја собра сета своја војска и се искачи и ја опколи Самарија. И стана голем глад во Самарија, а опсадата потраја толку што ослева глава чинеше 80 шекели сребро, а четвртинка каф од гулабовата нечистота 5 шекели сребро. Кога царот поминуваше под зидот, некоја жена му викна: "Помогни господару цару." Тој одговори: "Господ нека ти помогне." "Како ќе ти помогнам јас, со нешто од гумното или од кацата?" Уште и рече царот: "Што ти е?" Таа одговори: "Оваа жена ми рече: дај го својот син за да го изедеме денес, а утре ќе го изедеме мојот." Го сваривме мојот син и го изедовме, а утре ни реков: "Дај го твојот син за да го изедеме." Но таа го скри својот син. Кога царот ги чу зборовите на таа жена, ги раскина облеките врз себе и кога одеше под зидот, народот виде дека има врекиште на телото. И тогаш царот рече: "Господ нека ми го направи ова зло и нека ми додаде друго, ако главата на Елисеј, синот Сафатов, остане врз неговите раменици денес." Елисеј седеше во својата куќа и старешините седеа со него. Царот испрати пред себе гласник, но Елисеј им рече на старешините: "Пред да стигне гласникот до него, гледате ли дека оној крвнички син нареди да ми ја земат главата? Внимавајте, кога гласникот ќе стигне, затворете ја вратата и одбијте го од вратата." Не слушали се тропот на чекорите на неговиот господар по него, додека уште им зборуваше, гласникот стапи пред него и му рече: "Ете, оваа неволја е од Господа. Што да чекам уште од Господа?" Тогаш Елисеј рече: "Чуј го Господовото слово. Господ вели вака: утре во ова доба при вратата на Самарија 1 мера чисто брашно ќе биде засикал, а 2 мери јачмено брашно засикал." Дворјанецот, на чија рака се подпираше царот, му одговори на Божјиот човек: "И кога Господ би направил окна на небото, дали би можело да биде тоа?" А Елисеј одговори: "Ќе видиш со своите очи, но не ќе јадеш." А пред градската врата беа 4 проказани. Тие си рекоа еден на друг: "Зошто стоиме тука и ја чекаме смртта? Ако одлучиме да влеземе во градот, гладта е во градот, та ќе умреме таму. Ако останеме тука, пак ќе умреме. Ајде, да избегаме и да преминеме во арамејскиот логор. Ако не остават во живот, ќе живееме. Ако не убијат, па добро, ќе умреме." Во примрак, откако станаа, тргнаа оттаму во арамејскиот логор, стигнаа до работ на логорот и ете, таму немаше никој. Зашто Господ направи та во арамејскиот логор се чу шум од колеи и коњи, врева на голема војска, изборуваа меѓу себе: "Ете, царот на Израел ги наеми против нас хетитските цареви и египетските цареви, за да тргнат против нас." Се дигнаа и избегаа во примрак, ги оставија своите шатори, коњите и ослињата, сиот логор каков што беше, побегнаа за да ја спасат жива главата. И така, кога проказаните дојдоа до работ на логорот, се вовлекоа во еден шатор, откако се најдоа и напија, зедоа оттаму сребро, злато и облеки, па отидоа да ги сокријат. Тогаш се вратија, па влегоа во друг шатор, зедоа плен од него, та отидоа и го скрија. Тогаш си рекоа еден на друг: "Не смееме да правиме така. Денешниот ден е полн со радости вести, а ние молчиме. Ако го дочекаме утрото, ќе бидеме виновни, затоа да тргнеме, да му ја јавиме новоста на дворецот." И се вратија, ја повикаа градската стража и соопштија: "Отидовме во арамејскиот логор, а таму никаде немаше човек ни човечки глас. Само коњите се врзани и ослињата, а шаторите се оставени какви што се." Стражарите извикаа и соопштија во внатрешноста на дворецот. Царот стана ноќе и им рече на своите придворници: "Јас ќе ви објаснам што ни направија арамејците, бидејќи знаат дека сме гладни, излегоа од логорот и се скрија во полето, мислејќи: тие веќе ќе излезат од градот, а ние ќе ги фатиме живи и ќе влеземе во градот." А еден од неговите придворници одговори: "Сепак нека бидат земени 5 од останатите коњи, со нив ќе биде како со сето Израелево множество, што остана тука, да ги испратиме па ќе видиме." Изедоа 2 колски коња и царот испрати луѓе во арамејскиот логор, говорејќи: "Одете, извидете." Одеа по нив до Јордан, целиот пат беше покриен со облеки и со работи што арамејците ги изфрлија при бегањето. Гласниците се вратија и го известија царот, и народот излезе и почна да го ограбува арамејскиот логор. И мера чисто брашно беше за шекел,
a 2 meri jačmenovo brašno za 1 šekel spored gospodovото slovo. Carot go postavi na gradskata vrata onoj dvorjanec na čija raka se potpiral, a narodot go izgazi vo vratata i toj umre. Spored zborot što go reče Božio čovek koga carot beše dojden kaj nego, se sluči kako što Božio čovek mu reče na carot, utre v ova doba pri vratata na Samarija 2 meri jačmenovo brašno će bidat za šekel i mera čisto brašno za šekel. Dvorjanecot mu odgovori na Elisej, pa Gospod da napravi i okna na neboto, da li bi moželo da bide to a što go veliš? Elisej odgovori, ke vidiš to svojite oči, no nema da jadeš, i na vistina taka mu se sluči, narod go izgazi pri vratata i toj umre. Elisej je posоветува жената на која и го оживеа синот, стани, тргни со своето семејство и засолни се како тугенка каде и да било, зашто Господ пушти глад, веќе дојде во земјата за 7 години. Жената стана и направи како што и рече Божиот човек, си отиде, таа и незиното семејство, и остана 7 години во филистејската земја. На крајот на 7-та година жената се врати од филистејската земја и отиде кај царот за да ја побара својата куќа и нивата. Токму царот разговараше со Гиези, слугата на Божиот човек. Му велеше, раскажи ми за сите големи дела што Елисей ги направил. И кога му раскажуваше на царот за воскресението на детето, етеа жената на која Елисей и го оживи синот. Таа му се обрати на царот заради својата куќа и за својата нива. А Гиези рече, Господару цару, евеа онаа жена и еве го незиниот син, кого Елисей го оживеа. Царот ја праша жената и таа му раскажа се. Тогаш царот даде еден слуга кому му нареди, нека и се врати се што е незино и сите приходи од денот кога ја напушти земјата до денес. Елисей дојде во Дамаск, Вен Адад, арамејскиот цар беше разборен. Веднаш му јавија, Божјиот човек дојде ваму. Тогаш царот му рече на Азаила, земи со себе подарок па оди пред Божјиот човек и праше го Господ преку него, за да научам дали ќе се излечам од оваа болест. Азаил отиде пред Елисеја и му донесе подарок од се што беше најдобро во Дамаск. Се тоа натоварено на 40 камили. Дојде тој и застана пред него и рече, твојот син Вен Адад, арамејскиот цар, ме праќа кај тебе и прашува дали ќе оздрави од онаа болест. Елисеј му одговори, оди и рече му, ќе оздравиш секако, но Господ ми покажа дека ќе умре. И Божиот човек го насочи погледот пред себе збунет и заплака. Азаил рече, зошто плачеш, господару мој? Елисеј одговори, затоа што ги знам сите зла, што ти ќе им ги направиш на израелците. Ќе им ги изгориш тврдините, со меч ќе ги истепаш нивните млади луѓе, ќе ги сотираш нивните деца, а ќе ги распаруваш трудните жени. Азаил рече, но што е твојот слуга, заре пец за да направи такви страшни работи? Елисеј одговори, во едно Господово откровение те видов тебе како арамејски цар. Азаил си отиде од Елисеј и се врати кај својот господар, кој го праша, што ти рече Елисеј? Тој одговори, ми рече дека ќе оздравиш, но утре ден ја зеде покривката, ја накваси во вода и го покри царот преку лицето, та тој умре. А на негово место се зацари Азаил во 5-та година на царувањето на Јорама, синот Ахавов, во Израел, јудејски цар стана Јорам, синот Јосафатов. Му беа 32 години кога се зацари, а царуваше 8 години во Ерусалим. Живееше како израелските цареви, како и Ахавовиот дом, зашто Ахавовата ќерка му беше жена, правеше што е зло во Господовите очи. Сепак Господ не сакаше да го погуби Јуда заради својот слуга Давид, затоа што му вети дека ќе им даде светилник нему и на неговите синови за секогаш. Во негово време едомците се одметнаа од под јудејската власт и си поставија цар. Јорам отиде во Саир и со него сите бојни коли. Се крена ноќе и ги погуби едомците, кои ги обколија него и заповедниците на бојните коли. Народот избега во своите шатори, сепак едомците се ослободија од под јудината власт се до денес. Во исто време се одметна и Ливна. Другите Јеровоами дела, се што направи, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Јорам почина покрај своите татковци и беше закопан кај своите татковци во Давидовиот град. Неговиот син Охози се зацари место него. Во 12-та година на Јорам, синот Ахавов, израелскиот цар, јудејски цар стана Охози, синот Јорамов. На Охози му беа 22 години кога се зацари, а царуваше 1 година во Ерусалим. Мајка му се викаше Готолија, а му беше ќерка на израелскиот цар Амри. И тој одеше по патот на Ахавовиот дом и правеше зло во Господовите очи, како и Ахавовиот дом, зашто беше род со него. Тој тргна со Јорам, Ахавовиот син, во Галатскиот рамот во бој против Азаил, арамејскиот цар, и арамејците го ранија Јорама.
Царот Јорам се врати во Израел за да се лечи од раните што му ги нанесоа во Рама. Кога се бореше со арамејскиот цар Азаил, Јорамовиот син Охози, јудејскиот цар, слезе во Израел за да го посети Ахавовиот син Јорам, зашто Јорам беше болен.